Бидејќи институциите функционираат во службата на Драган Павлович и дека немам каде да се обратам, јавно ќе презентирам документи за локалот кој сам го затварам, бидејќи добивам јавни закани од главен и одговорен уредник на еден весник, кај што не знам у која земја постои уредници да се закануваат на приватен бизнис, на приватен имот и со своите врски по државните институции вршат притисок за затварање и отварање на локали. После базенот Бисер се оствари и оваа закана на Драган Павлович, каде што кажува која зграда е легална, која не е легална, кој има дозвола, кој нема дозвола. Јас на кратко ќе ви презентирам документи, бидејќи очекувам голем број на инспекции, каде што не очекувам дека ќе застанат на страната на законот. Прво, еве го имотниот лист на зградата, каде што Драган Павлович лата сакаше да купи стан, но не успеа. Се надевам еден ден ќе објасни како, зашто. Имотен лист на зграда се добива кога ќе платите данок на лично име и презиме Манич Александар. Ова се сите одобренија за работа од санитарна, пазарна, трудова, дирекција за храна. Еве ги сите одобренија за работа. Ова е елаборат за терасата, која е платена за негова информација, бидејќи он многу се секира за државата кој колку плаќа. Еве го решението, 172.000 денари за 45 квадрата пред дуќанот е платено на општина Центар и град Скопје. Значи, тој дел е легален. Ова е елаборатот, бидејќи има новост, елаборат за екологија за локалот. Овие се записници за работа на локалот за 2 месеца. Еве ги, погледнете колку има контроли. Кој сега можам и да се сомневам кој ги праќал, како ги праќал. Значи не може да се изброја. Секој втор ден имаше некаква инспекција, каде што не најдоа никаква забелешка. На крај, нека погледнат луѓето на 30 квадрата у Центар. Еве ги 7 луѓе кои беа вработени, од денеска се невработени. Па нека се замисли владата како главните одговорни уредници го потикнуваат бизнисот у оваа држава и дали мораме ние прво да го прашаме латас дали смееме некој бизнис да правиме или треба прво сијалици од негде да купуваме од некоја фирма.